Добар ден, почитувани гледачи. Еве неповторно се емисијата Агроисток на Канал Плюс. Во денешното издание проследете повеќе прилози со актуелни содржини од областа на агрокомплексот. Продолжува финансиската поддршка од владата за земјоделските задруги. Преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството оттека оглас за финансиска поддршка за основање и функционирање на земјоделските задруги во државава. Постапката за аплицирање е едноставна, преку поднесување на барања за исплата со приложување на документацијата од формираната земјоделска задруга и приложување на документите кои се доказ за реализираните трошоци кои се финансираат преку оваа програма. Од владата информираат дека оваа значителна финансиска поддршка за земјоделските задруги е со цел окрупнување на земјоделското производство и поттикнување на земјоделците да се здружат во земјоделски задруги, да го здружуваат своето производство од причина што истото е во нивна корист поради поголемата ефикасност во производството, намалување на производствените трошоци, дефинирање на подобри позиции при продажба на земјоделското производство, како изголемување на профитабилноста од тоа производство. Ние силно веруваме дека здружувањето во земјоделството и креацијата на земјоделските задруги обезбедува повисока профитабилност во земјоделскиот сектор, затоа и предвидуваме една поширока палета на мерки и проекти чија што цел е стимулација и мотивација на здружувањето во земјоделството. Во тек е оглас на кој што сите земјоделски задруги може да аплицираат и на тој начин да добијат финансиска поддршка од владата за покривање на различен вид на трошоци во поглед на плати, премии и други видови за основање на самата задруга. При набавката на земјоделска механизација покриваме 90% од трошоците, финансираме и други поддршки, затоа апелираме земјоделците да ги проучат добро овие можности, да наидат и на поддршки на совети од страна на надлежните институции и на тој начин да инвестираат во сопствениот успех, истакна владиниот портпарол Александар Георгиев. Од донесувањето на законот за земјоделски задруги досега во државата се формирани и функционираат вкупно 29 земјоделски задруги од различни гранки во земјоделството, кои представуваат и добар пример за останатите земјоделци да формираат земјоделски задруги. Најголемиот овоштарски капацитет на истокот, фабриката Рудине во Делчево, успешно ги користи средствата од ИПАРД. Беше констатирано при неодамнешната посета на овој погон од страна на Никола Груевски. Имав можност да ја посетам компанијата Рудине, која што е еден од поголемите работодавци во овој регион. Компанија која што откупува млеко и го преработува и произведува млечни производи, како кашкавал, различни видови на кашкавал, извезува на европските пазари, на најконкурентните пазари, како Франција, како Австрија, како Белгија и други пазари во Европа. Имав можност да ги погледнам погоните, да поразговарам со собствениците. Ми беше драго што чув дека нема никакви проблеми со државата. Државата овозможува исклучително ниски даноци, како никаде во Европа. И практично тие имаат можност за понатамошен развој. Компанијата е во фаза на обнова на својата опрема и затоа има искористено доста средства од ИПАРД програмата, која што овозможува ова влада. Така што ми кажаа дека досега на 2 пати искористиле средства. Тие се најголем, како што кажа собственикот, тие се најголем контрибутор, значи искористувач на средства од ИПАРД програмата, а сега веќе планираат трет проект со кој што ќе инвестираат во својата компанија, каде што ќе имаат поддршка од ИПАРД програмата. Ние сме отворени за сите компании, владата е отворена за сите компании, Министерството за земјоделие е отворено за сите компании, ИПАРД агенцијата исто така е отворена за сите компании да им помогне кога имаат добри проекти, проекти што се конкурентни и прифатливи согласно прописите, да можат да искористат дел од ИПАРД средствата и инвестицијата во еден дел 50%, во некои случаи и повеќе од 50%, да им биде со поврат, односно бесплатно. Оваа компанија Рудине има очигледно знае како да го направи тоа, знае да ги искористи средствата и досега има за 2 големи проекти искористено, а веќе е во фаза на подготовка за трет проект за модернизација на нивната млекара, за модернизација на нивните ладилници, машинството, така што ги охрабрувам и понатаму да продолжат така, а ние како политичка структура која што е најмногу заинтересирана за создавање на добри услови за правење бизнис и понатаму ќе продолжиме да работиме да создадеме колку што е можно подобри услови за компаниите во Македонија.
интересна иницијатива на мариовските пчелари. Ќе го брендираат медот за да го заштитат од фалсификаторите. Еколошкото здружение кај Макчалан со седиште во мариовското село Маково почна иницијатива за брендирање на мариовскиот мед. Стратегијата за оваа активност е промовирана пред локалната самоуправа во Новаци, експерти од странство како и представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Мариово е чиста, еколошки незагадена средина каде навистина пчеларите имаат можност да произведуваат еколошки чист мед. Токму затоа потребно е брендирање и заштитување на мариовскиот мед, посочи Лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци и поддржувач на иницијативата на Сдруженијето кај Макчалан. Членовите на Сдруженијето кај Макчалан истакнаа дека иницијативата за брендирање на мариовскиот мед е со цел да се потврди тоа што со години е познато за мариовскиот мед, како препознатлив и со вистинско, сигурно, чисто и еколошко потекло. Досега имавме случаи на продавачи на мед кои го користат името мариовски мед, а истиот е произведен во друг регион. Токму затоа, за да го заштитиме, сакаме да го брендираме, бидејќи сите ги знаеме здравствените придобивки кои се добиваат од медот и медните производи, рече Менде Трајковски, пчелар и представник на Сдруженијето на граѓани кај Макчалан. Движењето на екологистите на Македонија постои 25 години, а неодамна во Македонска каменица го одржа своето годишно собрание. Да проследиме што беше разговарано и кои беа пораките. 25 години одбележа денес во Македонска каменица организацијата Движење на екологисти на Република Македонија, која е единствена ваква национална организација која ги обединува еколошките здруженија од цела држава и 25 години се бори за зачувување на животната средина и со глобалните и локалните загадувачи кои влијаат врз природата и здравјето на граѓаните. Движењето на екологисти на Македонија е формирано токму во Велес пред 25 години од страна на 3 локални еколошки друштва. Покрај Вилешкото учествува еколошко друштво Обстанок од Скопје и Молика од Битола и формирана ова прва и мислам дека досега е единствена ваква национална организација која што ги обединува еколошките здруженија од цела држава. Досега организацијата успеала да се избори за голем број на еколошки права, измени на закони и имплементирање на големи европски проекти во областа на екологијата. Во изминатите години сме делувале на голем број локални проблеми, дали се однесува тоа на загадување на воздухот, Охридското езеро, топилницата во Велес, рудниците во близина на Македонска каменица. Значи сме имале доста голем број симпозиуми, средби, посети на терен, решавање конкретно на еколошки проблеми, измени во закони и така натака, значи сме работеле на голем број на полиња. Во Источна Македонија најголемата работа и најголемата борба на екологистите е во Македонска каменица со зачувување на животната средина покрај работата на рудникот за олово и цинк Саса. И се надевам дека сето ова ќе влоди со успешен резултат, бидејќи борбата е долготрајна и се разбира дека јакнење на јавната свест на населението е голем фактор кој што влие, меѓутоа соработката со институциите, со оние кои што се да речам клучни, кои што управуваат со природните ресурси, е многу битна, бидејќи и тие треба да сватат дека не е се во профит, туку животната средина, односно се она што не обкружува. Инаку денес во Македонска каменица се одржа 19-то годишно собрание на ДЕМ и нивниот предизвик е продолжување на борбата за екологијата и подигнување на свеста на граѓаните, истакна новиот председател. Движењето на екологистите се повеќе промовира во Македонија, бидејќи беше во претходните 4 години малце заостанато, со организирање на трибини, јавни настапи, еколошки кампови и еколошки акции. Движењето на екологисти на Република Македонија обединува 14 еколошки друштва од цела Македонија. Дали поради обилните дождови или поради други причини, деноиве во 3 села во општина Чешинова, Блешево, водата за пиење поради голема загаденост е забранета за употреба. Најновите испитувања на Центарот за јавно здравје Кочани покажуваат неисправност на водата за пиење во 3 села – Облешево, Теранци и Уларци. Имено, испитувањата на мостра на вода земена од Основното училиште Свети Климент Охридски во Облешево покажале дека микробиолошки е неуредна, а хемиски е добра, што значи дека истата не е за пиење.
Во Уларци и микробиолошки и хемиски е неуредна, а во селото Теранци хемиски е уредна, но не и микробиолошки, што значи и таму водата не е за пиење, вели доктор Благица Ѓурковиќ, директор на Центарот за јавно здравје Кочани. Од мострите на вода земени од Зрновци, Кучичино, Основното училиште Страшо Пинџур Чешиново, Жиганци, Спанчево и Милева Помпа Кочани, водата е хемиски и бактериолошки уредна за пиење. Во селата каде што водата не е за пиење, Центарот за јавно здравје дава препораки за користење на флаширана вода. И понатаму останува Центарот будно да ја следи состојбата и да ги информира жителите за исправноста на водата за пиење. На барање на повеќе гледачи, овој пат го репризираме прилогот емитуван во една од поранешните емисии. Денес е сосем сменета улогата на Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството. Ние сме советодавна служба која што е задолжена да ги пренесе сите знаења, совети и информации, како и проекти од страна на што се случуваат во државата до нашата крајна цела, тоа се земјоделските стопанства. Ако до пред некое време бевме одговорни само да поделиме лозов или овошен насад, сега сме веќе нешто друго. Единствени професионалци кои што може да изготват технички предлог проект по национална програма, по мерка 121 набавка на механизација или мерка млад земјоделец, мерка односно 112 или ИПАРД програма по мерка 101, тоа се советниците од Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството. Покрај изготвување на технички предлог проект кој што е пред се административна работа, ние служиме за давање на совети до земјоделците како од иста единица површина да добијат поголем профит со помал инпут на финансиски средства, да се оствари поголем профит и како да за нивната култура да се најде подобар пазар. Ние сме тие што ги советуваме земјоделците пред се да направат договор пред започнување на новата реколта, но доколку некој има енормно, односно зголемено производство на одредена површина, ние сме тие кои што можеме да му најдеме пазар. Сите оние кои што ќе се обратат кај нас за стручен совет, на најпрофесионален начин ќе бидат услужени. Поради интересот кој што го имат, но и довербата на земјоделците кон Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството, одлучивме да работиме во некои периоди, а тоа е кога имаме зголемени активности и двосменско, па така еве како пример да кажеме дека кога имаше акција за син јазик постана фарми, во само еден месец посетивме 7800 фарми на ниво на држава. Тоа беше огромен инпут од страна на советниците. Поздрав и честитки до сите нив и нивниот влог, но затоа резултираше со благодарност од страна на земјоделските стопанства, затоа што акцијата за син јазик беше успешно спроведена и сите оние кои што требаше да ги добијат средствата од страна на владата како оштетување, односно обештетување кон угинати овци, беа навремено исплатени. Каква е организационата поставеност? Мислам да спределувате на канцелариите. Да. Дирекцијата на Агенцијата за поткрепување на развој на земјоделството е сместена во Битола, во земјоделскиот крај односно регион во Република Македонија, со 30 регионални единици кои што се конституирани во 6 регионални центри. Понатаму имаме дополнително 46 дисперзирани канцеларии. Разликата од поранешното работење на дисперзираните канцеларии со сегашното е тоа што дисперзираните канцеларии порано работеа само еден ден во неделата, еден ден во место, никош не ни беа отварени. Но тоа што случува денес е постојано работно време со 8 часа работа и постојан стален вработен на неопределено време кој што е заложен секојдневно да посети дисперзираните канцеларии и поблиску да биде до земјоделските стопанства, односно до фармерите. Наместо фармерите да доаѓаат до Штип, тие можат слободно во дисперзираната канцеларија во Карбици да го посетат советникот, исти услови што ќе ги добијат таму, но ќе имат помал трошок за посета на советникот. Но исто така, советникот наместо да патува Штип до некој село во општина Карбинци, многу полесно е советникот кој што е со работна задача во дисперзирана канцеларија во Карбинци да ги посети околните села. Последно време актуелни се националната програма, потоа програмата за млад земјоделец и ИПАРД програмата. Нешто конкретно за овие програми. Како е интересот? Интересот може да се согледа од огромниот број на апликации кои се изготвуваат од година во година. Еве како потсетување за млад земјоделец, ако зборуваме, во 2013 година имавме 20 апликации, во 2014 година 42 апликации, додека во 2015 138 апликации. За сите тие беше одобрено по 10.000 евра неповратни средства, односно 100% повраток на инвестиција, така да во 2015 1.380.000 евра стигнаа на сметките на сите оние кои што аплицираа по мерката 112, тоа е мерката млад земјоделец.
Кога станува збор за националната програма, како преглед да кажеме дека во 2014 имавме 240 апликации, додека во 2015 1750 апликации, од кои што 900 веќе беа одобрени. А овие се во постапка за набавување на механизација, затоа што тоа е мерката 121 и исти за некое време ќе по поминување на контрола ќе бидат исплатени. Кога станува збор за ИПАРД програмата, да потсетиме дека во 2013 имавме 240 апликации, во 2014 имавме 605 апликации, додека во 2015 1150 апликации. Од тие 1150 апликации се надеваме дека поголемиот број, односно околу 90% ќе бидат одобрени, затоа што со текот на времето, односно со поминување од повик во повик и огласување на мерка, советниците од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, кои што се стручно оспособени за изготвување на тие технички предлог проекти, се усовршуваат, така да сите аномалии во административното работење се анулирани, односно отстранети. Сега останува само интересот на земјоделците до крај да заврши инвестицијата. Не тоа дека оној што ќе потпише договор за набавка на механизација дека нема да ја реализира. За сите оние, да кажеме, кои што немат доволно средства за набавка на механизација по ИПАРД национална програма или млад земјоделец, постои гарантен фонд кој што е веќе распишан, со 4 банки е потпишан договорот, тоа се Прокредит, Комерцијална банка, Халк банка и Стопанска банка Битола, но од јануари сите банки во Република Македонија ќе пристапат кон тој гарантен фонд, кој што 50% ќе субвенционира од каматната ставка за набавка на механизација. Постојано го земаме како пример Израел кој направи од пустина оаза. Дали овчеполието можеме да го направиме оаза со оглед на тоа што е познато дека хидросистемот бегалница не се користи доволно, а во исто време структурата на посевите не е соодветна на климатските и почвените услови. Доколку се направи агрохемиска анализа, која што е субвенционирана од страна на државата со 60%, се видат препораките за ѓубрење, се види препораката која култура најдобро успеа на овие посеви. Доколку водниот режим почне да се искористува токму преку овие системи за наводнување, кои што се економични, тоа е системот капка по капка. Доколку почнеме да поставуваме ветрозащитни појаси во овчеполијата, затоа што и тоа е агротехничка мерка, мислам дека ќе дојдеме до еден подобар резултат во поглед на приносот. Приносот во Република Македонија на житни култури изнесува негде во некои места, како што е Пелагонија, 6 до 6,5 тони по хектар. Но во овчеполијата е 2 до 2,5 па некош и 3, што го намалува просечниот принос на ниво на држава. Но ако почнеме со спроведување на агротехнички мерки, односно правилно ѓубрење, семенски и саден материјал кој што е сертифициран и соодветен за таа површина, ќе се најде на некој подобар принос. Мора да се знае дека агротехничките мерки се еден вид на оркестар. Доколку сите агротехнички мерки се спроведени, како што се сите инструменти во еден оркестар, тоа ќе најде на резултат. Доколку само едно нешто не штима во агротехнички мерки, ќе имаме потврдање во приносот. Прашањето ми беше повеќе дали не треба да се менува структурата со оглед на тоа што житариците ве констатиравте и вие дека во овчеполието не се со доволна количина како што треба, како што е Војводина или Пелагонија. Дали не треба да се менува структурата на посевите со поголемо искористување на хидросистемот брегалница? Други култури да се... Би сакал тоа да го кажам, дека доколку гледаме дека повеќе години веќе уназад житото, односно пченицата, јачменот не се со доволен принос, треба да се промени нешто на некоја друга култура. Тоа може да биде овошен или лозов насад, но доколку имаме заинтересирани за пченката која што се бара во некои делови во државата, за која што имаме сигурен пласман, можеме да преминеме кон одгледување на пченка. Пченката може да се одгледува како за зрно, така и за силажа и е подложна на со наводнување на систем капка по капка. Добра идејата за пченка можеме да спроведеме преку трибини, да ја организираме, односно да ја кажеме заинтересираноста за одгледување на пченката, но да видиме колку ќе биде одзивот и слухот на земјоделците. Многу е важно тоа што ќе го предложиме да биде слушнато од страна на земјоделците, да биде спроведено во понатамошниот период. Кај земјоделските стопанства во Република Македонија проблем е традицијата. Оние кои што се научени на производство на жито многу тешко се префрлат на некоја друга култура. Но ако, како што кажав, објасниме на еден добар начин, со кој што начин ќе го кажеме профитот од кој што ќе произлезе со одгледување на некоја друга култура и доколку нашите упатства, односно совети ги стеат земјоделците, мислам дека ќе најдеме на добар чекор. Субвенциите се значајни за земјоделците, но кога има злоупотреби околу нивното добивање, ќе има и казни согласно последните измени во Законот за земјоделство.
Земјоделците кај кои ќе биде утврдена помала површина или помал број на добиток од напишаното во барањето за субвенции, досега се казнуваа со 3-годишна забрана за исплата на финансиска поддршка. Со измените на законот оваа забрана се намалува на 1 година. Земјоделците кои од какви било причини во барањето за субвенции навеле поголем број добиток или површина, нема да се ставаат на црната листа на платежната агенција за 3-годишна забрана за исплата. Доколку по извршената контрола се утврди разлика меѓу пријавената во барањето на подносителот и фактичката состојба на терен, земјоделското стопанство ќе се исклучи од директни плаќања само за тековната, а не и за наредните 3 години. Доколку неусагласеноста се повтори и во наредните 5 години, тогаш казната повторно се зголемува и земјоделецот нема да има право на исплата на субвенции за тековната и за наредните 3 години. А сега следува кратка приказна за Цветко Митев, производител на компир од Делчевско. Да ја проследиме. Јас сум Цветко од Жегор, Митев. Колку произведуваш? Најслабиот е компиру. Компиру треба да биде на 20 динар, а не 15-18 што долго наш. Ја тоа е берујцето наш. Оценува цената и това треба да имаш нешто и печалба, не само да работиш. Това е само трошоко 15 динара. Дали ме разбирате ви? Само трошоко. Колку ти имаш производство на компир? Колку работиш? Па ја имам на 5 екара компир. Ама со цената е многу слабо. Слабо е. Молим? Како да се реши проблемот со цената? Проблемот е како ќе го решиме ние? Светово пари нема, иска џабе да земат, а това нашо ништо не е. Поголеми количини за откуп имате? Па не имаме количини, ама џабе ти го имаш. На кој ќе го дадеш? Дожда ту ценувате. Това е. Па компир и зелка сам највеќе. Зелка произведувам околу 2-3 декара. 25 динара, 30 лани беше на обав цена. За това е, мога рече да съм превише задоволен. Добри квалитет ми зелката на мен, квалитет. Квалитетен компир зелка, што е потребно? Еве во Делчевски регион, што рекам дека земјоделието малку е стагнира. Кај мене кај е зелката најдобро. Другото ништо не го признавам. Јас сам пробал моркови, патлиџани, се сам пробал. Какво подрачје најмногу одговара за зелка? За да биде квалитетно? Сега ние земјата не може да испитуваме тоа, немаме ни тие стручњаци, треба да ни да испита, онда ти кажеш што треба работиш, а не за ја. Кој регион на Делчево најмногу зелка може да се произведе? Она добро натради јака земјата, разбираш, која класа таму, 8 или 10 или која не е да биде. Сега толку не ми јасно на мен. Али важно зелката е најквалитетна тука нас. Не да чак треба тивиш кај Звегор и тоа, не од сам од Звегор. Важно ја искам прва класа зелка, ама и сортата. Највише до сортата. Не само да посадиш зелка, ја посадих 3-5 реда. Това е се едно дрво. Како да препознаеш на пазар квалитетна зелка? И по зелка се сам познава. По шумата, по това, по изгледу и това е. Која сорта е најмногу успева тука? Викаш дека сортата е важна. Па таа е црвената, мисла, јас ја производа. Опрашува се и станува црвена. Фрутишката зелка е најдобра. Мисля дека тоа. Дитмаро е не е кревка, али маленка количина. Кило до кило и полпрај, тоа нема фајда. А фрутишка може да прави 3-4 кило. Мисля дека така. Пред самиот крај на емисијата неколку минути за калемењето на овошки. Има различни начини, а Никола Петров од селото Чардаклија Штипско практично ќе ни покаже како тоа го работи на 2 начина. Кога започнува ова калење? Па калемењето почнува од 10 март па до 20 март, како зависи по сезоната. Колко ќе се развива дрвото, колко ќе се качува водата. Ќе видиш како се развива дрвото, така ќе калемеш. Првен се избира. Пред 10 марта, но малку по-различно, али сега после март, значи добро се калемат. Што е постапката? Најнапред се избира основата кај што ќе се калеме дрвцето? Да. А во основата се збира, што е помладо дрвцето, порно е. Додека е помладо, порно може да калемеш. А постаро дрво, повише цепеш, али има голем отвора. Во нема ништо, не буде долго, едноставно. Може дрвце се калемат сега? Сега може од слива, џанка, ова црна слива, круша, јабочка, се може. Јаболките најповише, още не се развиени, може и са и не да калемеш. Сите овошни дрва може да се калемат.
Значи постапката ја видовме, тоа се зацепува во сред основата и се додава калемче, така? Калем се додава. Со тај калем, оно што на разцепоко замачка со кал да нема вазу да му лезе, но тоа Може и со восок, некој со восок. може со восок, кој што има, а ние, јас сам така работам сега. И кога може да се види дали успеал калемот? Па може да се види да речем и за 10-15 дена, може да се види после месец време. Одгоре оно требаше да се потече, другите на ноќ искарат врвата, мораше да се потече. Не тоа ако е исушено не бива. Не бива. Дека најкасно Петровден што се рече, али многу. И пред тоа ќе искара. Оно се позна за месец време, оно се покаже. Вие со години така калеми. Па од дете. Колку е процентот на успешност? Че кај мене што сум калемио и по лозија и по двор тука, парче едноставно да не речем, да не се фаламе 100% оде. Ова што го видовме пред малку, тоа е калемење со цепење. Сега ќе погледнеме уште еден начин на калемење, значи тоа е под корат, така ли? Со засекување на корат. Ајде да видиме. Пупката што е прво треба да биде однадвор. Тоа такава е. Од кората се става и се залепува. Гледаш, дека тука нема што да има радост. Во многу поуспешно отколку цепеното. Многу поуспешно. И ова се врзе после како? Да, исто му намаскам каучишка го врзам, чек. Вториот начин на калемење, така рековме. Ова е поуспешен, реков. Па во ништо не боледува. Ако е добро клемчето, значи добро се припремал, врзал се во, нема што да боледува во ич. А оноа пресечено озгоре. А во е порно. Абе, малку и до рака, малку и до ќеф, ако имаш мерак да работиш, ќе го направиш. Тоа е. Јас сум го тоа наследил така работа. И сега го замотуваме така? Да, исто намешкаме калчика, замотаме со крпичка. Ќе стегнеме со манилата и Господ нека му дава сила. Толку е. Да подсетиме, уште еднаш да повториме, тоа порано се прави, не сега во овој период веќе. Сега е развиени се дрвата, така? Не се да, тоа ти рекоја од 10 март па до 20 март. Зависе, те секој што заводи, оно напред беше топот за тоа развија дрвата. А да не беше, значи ти имаше време се лошо. Али не е страшно. Поготово не го шестуваш ни дрвото, не го шетеш. Оно ко се запане, тера се пак готово. Али секој пат се зафаќа, оти пониско прво кај него оде вода, се качува нагоре. После кога се тргат овие врзалки? Оно врзалците може да тргаш, врзалците од само сонце се спаднат. Да, изгрее, изгоре од сонцето. И сосема за крај има и трет начин, тоа се до кој празник на со лист калем? Лист до Петровден. Петровден што се рече, ќе извадиш лист, ќе извадиш лист, исто ова како ќе направиш на буквата Т, само на листо, кој ќе заделеш, ќе му извадиш тоа горното делче, тоа листо, ќе пази само тука да не го делеш за да има да земе ваздух, тоа така. А во се лепе исто така на дрво, така. Ќе го вцеш и ќе го залепиш. Тоа се. Ете, почитувани гледачи, тоа беше се во рамките на ова 30-то издание. Повторна средба со нови содржини наредната недела во истото време. Имајте пријатни мигови со програмата на Канал Плюс.